Радиоактивното зрачење на одлагалиштето за пепел во рек Битола не е многу поголемо од дозволените граници, вели директорот на дирекцијата за радиациона сигурност Зоран Бајовски, одговарајќи на прашањето дали и колку е радиоактивен километарскиот облак од непокриена пепел што ветрот ја разнесуваше низ Пелагонија изминатиот период. Македонија нема нуклеарна централа, нема нуклеарно гориво, но не е имунна природниот фон на зрачење кој што го создава самата природа. Не е за рек Битола типично не е многу поголем од дозволените граници, извршено е мерење и 2024 и сега има воредно мерење од страна на еден од техничките сервиси кој што не е многу поголем од дозволениот природен фон на зрачење. Колку оваа радиоактивност е штетна за вработените на одлагалиштето во рек кои секојдневно се изложени, Бајовски вели дека се вршат мерења не само во индустријата, туку и во здравствениот сектор. Сите работници кои што се професионално изложени по закон во Република Македонија мора да носат лични ТЛД дозиметри. Тие дозиметри се отчитуваат на месечно ниво и извештаите ги добиваме ние како дирекција, доколку ги надминат дозволените граници од 0,9 микросиверти е дозволена доза со закон во Република Македонија за професионално изложени работници и во здравство и во индустрија. Од рек Битола пак информираа дека немало загадување со PM10 частичките ниту кога на одлагалиштето имаше поголеми количини непокриена пепел, ниту потоа. Ова го покажало мерењето на акредитирана лабораторија, затоа што немаат мерна станица на таа локација. Согласно добиените податоци, констатирано дека во испитуваниот период не е надмината 24-часовната гранична вредност за заштита на човековото здравје за концентрацијата на суспендирани цврсти честички PM10. Инаку битолското обвинителство истражува зошто огромни количини пепел со месеци останаа непокриени на одлагалиштето и дали тоа предизвика загадување на животната средина. Во меѓувреме, државните електрани ја нудат на продажба лебдечката пепел како градежен материјал. Минатата година ЕСМ го раскина договорот со цементарницата Усие, како што велат поради непочитување на одредбите, а сега објави нов оглас за продажба на овој отпаден материјал.